Дел од охридските хотелиери се солидаризираат со погодените од поплавите. Широкоградо бесплатно ги отстапуваат сместувачките капацитети за сите семејства на кои им е потребно безбедно место за престој. Состојбата се уште е критична во Кичево. Таму бројот на евакуирани од населбата Прилепска расте и досега околу 120 жители кои немаат каде да одат се сместени во спортската сала Христо Узунов. Кога водата ќе однесе се, останува само мајчинскиот крик. Со 2-годишното дете во преградка, ова очајна мајка бара помош откако поплавите им го одзедоа трошниот дом, сигурноста и последната надеж. Цела вечер се вака. И болница бе инекции прима терапија. Денеска па во 3 треби да го носа. И другото и тоа болно се. А нема кондори детето? Нема ништо, нема. Но таму каде се е изгубено, тивко одекнува човечноста. Босите премрзнати детски нозе ги стопли кичевчанката Салие Садику со својата облека. Малото дете цело време викаше мамо ладно ми е, и се вртив и го прашав госпоđата, госпоđо, дали имаш нешто да го облечеш малиот, бидејќи на вистина е многу ладно, надвор и дуваше ветер. Таа рече дека нема ништо бидејќи све е под вода. Во тој момент ми се чини дека го слушнав гласот на мојот син дека мајко ладно ми е и се чувствував како да сум на неговото место. Веднаш го изваив капутот и му го оставив да го покрие детето. Ги изваив чизмите, ги изваив моите чорапи, му ги облеков на малиот. Тоа е мајчински инстинкт. Без оглед кои сме, треба да бидеме луѓе. Денес им се случи ним, утре може нам. Секој може да се најде во таква состојба, вели таа. Токму поради ова и градоначалникот на Кичево од Петни жили бара начин да им помогне на поплавените. Во минатото се изградени околу 30 станови тука во близина, меѓутоа за жал никој не презел мерки да тамо се обезбеди струја и вода. Првото што беше, мислам, кога дојдов како градоначалник, беше се интересирав како да се реши случајот со овие луѓе тамо, бидејќи ова не е прв пат да се поплавуваат. Ова беше, да не речам очекувано, меѓутоа се случува на секој 2 години. Така да ние мора системски да го решиме тој проблем со нивното станување. Не само да ги вратиме онаа од кај што дошли. Во текот на утрешниот ден ќе се изврши увид на оштетените објекти, истакна началникот Јовановски.